Почитуван председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Почитувани кандидати за советници на советничките листи за Карпош и Скопје. Почитувани жители на Влае 1. Почитувани присутни, добра вечер. На самиот почеток да ја слушнеме химната на Република Македонија. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански, на Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Добре дојдовте на нашиот мини митинг во населбата Влае 1. Денеска дојдовме да ви ја представиме вистинската опција на предстојните локални избори. Опција која покажа дека Македонија се сака со дела, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. На самиот почеток го повикувам председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господинот Синиша Спасов, да се обрати. При изборот на кандидат за градоначалник се водеше сметка за незината програма, која е во насока на подобрување и унапредување на стопанскиот и инфраструктурниот развој на општината Карпош. Како вредносен критериум беше земен и личниот кредибилитет и досегашниот придонес на Јагнула Куновска во повеќе сфери на општественото живење. Од периодот од како ја запознав Јагнула Куновска, можам да заклучам дека таа е вистински партнер со граѓаните, вистински иден градоначалник на сите и за сите. Човек позади кој стојат принципите на работењето на ВМРО ДПМНЕ. Човек кој знае да го води тимот, кој навистина ќе направи нешто за Карпош. Човек кој кога ќе ве погледне во очи и ќе ви стисне рака, нема да ве излаже и ќе ви даде завет за лојалност, доследност и напорна работа. На крајот од своето излагање имам неколку пораки до вас, граѓаните на Карпош. Успехот е резултат на голем број правилно донесени одлуки. Успехот е резултат на континуирани промени и учење од грешките. Успехот е резултат на постојаната потрага по ново, на постојаната работа, на постојаното освежување и реформа, на желбата и волјата да се направи подобро за граѓаните и да се биде подобар од конкурентите. Затоа од вас, граѓаните, ја бараме поддршката во Карпош, за да покажеме и докажеме дека може и многу подобро.
дека Карпош заслужува повеќе. До моите верни сопартици од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карпош, сакам да ја пренесам следнава порака. Од се срце ви се заблагодарувам за досегашниот безпоштеден ангажман од ваша страна. Горд сум на вас, но и ве повикувам во овој месец кој е пред нас, како и досега да го дадеме својот максимум и да ја вратиме општината на граѓаните на Карпош. Ви ветувам дека за неполн месец ќе ја прославиме победата на ВМРО ДПМН на локалните избори со старо-новиот градоначалник на градот Скопје, Гоце Трајановски, и новиот градоначалник на општина Карпош, Јагнула Куновска. Ќе го вратиме Карпош на граѓаните. Ќе го вратиме Карпош во Скопје. Одиме на победа. Победа за Карпош. Победа за Скопје. Да живее Македонија. Да живее ВМРО ДПМН. Да сте ми живи и здрави. Ви благодарам. Меѓу нас се и идните советници во општината Карпош. Чест ми е да кажам дека нашата листа има храбри луѓе кои разликуваат што е правилно, а што не. Луѓе кои ги знаат проблемите на граѓаните, но имаат и решение за истите. Го повикувам господинот Сашо Лазаревски, носител на листата на советници на ВМРО ДПМН Карпош. Добро вечер, Влае, добро вечер, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани жители на Влае, дозволете ми на почеток на сите жени, на сите дами, на сите мајки, сестри, баби, да им го честитам денешниот празник на жената 8 март и да им посакам многу радост, многу здравје, љубов и берикетна година. Почитувани сограѓани, веќе неколку дена е започната политичката кампања за локални избори во Република Македонија и веќе се изнагледавме и изнаслушавме се и сешто. Но ајде пред се да проанализираме и да ги одмериме политичарите што носат во нивните глави и што нудат на граѓаните. Пред неколку дена се обидов да извршам компарација меѓу советничките листи на ВМРО ДПМН, онаа на Стефче Екимовски и листата на СДСМ. Единствено нешто впечатливо и препознатливо на советничката листа на Стефчо се камелеоните кои Стефчо и Милетич решиле да ги прават советници. Таквите профили ја менуваат партијата како ќе им текне, водени единствено од нагонот за лична корист и добивка. Интересите и потребите на граѓаните на Карпош за таквите луѓе се занемарливи. Ова не им е прв мандат. Некои по неколку пати биле советници. Нивните дела ги бараме сите, но дела нема. Не постојат. Да не беше смешно, ќе беше трагично. Не се трудете да најдете програма, затоа што таква не постои. Нема програма и нема доказ што ветиле, а што исполниле. Минатите избори одеа помеани и им ветуваа на луѓето се и се што на жими мајка. Тие долго време ја раководеа општината и видовте што знаат. Тие се веќе виден филм. Досадна приказна која граѓаните едва и чекаат да заврши. Почитувани сограѓани, тоа се вика луѓе зависни од власт. Неоформени профили кои како сончогледот што се врти околу сонцето, така и тие се вртат по фотелјата и по власта. Тие не одбираат средства за да продолжи стагнацијата на Карпош. Ако треба и ќе се тепаат, како што се обидува пред парламентот предводени од нивниот бивш или актуелен другар Бранко. И ако треба ќе се кандидираат преку било која партија, ама битно ќе се кандидираат. Сладка им е фотелјата и се фатиле за неа како пијавици, држат и ја цицаат општината. Ама не разбираат дека општината и советот во неа не се држат со сила, туку дека народот дава власт, ама народот и зема власт. Дајте нешто да се споредиме.
за вие граѓаните да можете да не оцените. Бекатон плочки, тоа ли е нивното најголемо достигнување? Има ли нешто видливо, нешто капитално, нешто што е повисоко од една бекатон плочка? Размислете добро и проценете. Што е тоа што ни оставија Стефче, Андреј и нивните мнозинства во Општинскиот совет изминатиот период? Единствено капитално дело што не може да се промаши, а е нивно дело е мостот Влајко. Нема ништо капитално, нема ништо корисно, затоа што парите сите овие години ги делеа по некои чудни невладини организации, за некои чудни и невидливи проекти, а всушност сите ние знаеме кај завршија. Тоа не може да остане туку така. Проекциите на буџетот на Карпош достигнува и до 2 милиарди денари, или околу 30 милиони евра. 30 милиони евра помножено со 4 години се 120 милиони евра. Тоа се огромни пари за да и нема трак. Тоа се ваши пари на граѓаните. Запрашајте се што сте добиле вие од овие пари. Ако оваа сума се подели на сите граѓани на Карпош, тогаш сите треба да добијат по околу 2000 евра. Запрашајте го Стефче каде се овие пари. Ако не се кај вас, прашајте ги каде се. Бидејќи тогаш некои мнозинства во Советот, некои градоначалници ги делеа во ваше име. Прашајте ги кому ги поделија и зошто. Со години наназад, милиони евра се потрошија, а не видовме ништо конкретно за Карпош. Типичен пример е заградениот простор пред порта Влае. Толку години поминаа, не мрднаа со прст, а сега месец дена пред избори им текна да го заградат и ставаат еден багер внатре, демек нешто се работи. Па до кога со тие ефтини трикови? Ги предадоа своите гласачи, своите партии и денес имаат доволно дрскост да помислат дека карпошани повторно ќе ги изиграат. Се лажат, почитувани сограѓани. Таквото време одамна помина. Денес ВМРО ДПМН наметна такво темпо на работа, за кое да не стигнат и да ни парираат, треба да си ја загреат фотелјата уште од првиот ден и да работат постојано. Но народот знае да цени и знае да одбори. Овие избори, жителите на Карпош имаат опција. Имаат вистински избор на квалитетни, честни, еснав кандидати на советничката листа на ВМРО ДПМН. Нашата партија е создадена од народот и секогаш се борела и ќе продолжи да се бори и се стреми кон подобра иднина, подобро секојдневие за секое семејство во Карпош. На локални избори се нудат проекти и дела, се нуди визија, се нуди што и како ќе биде направено по населбите, во училиштата, во парковите, покрај реките, во гаражите. Се нудат проекти за пензионерите, за младите, за невработените, за спортистите, за уметниците, за оние кои немаат паркинг простор пред куќите и пред зградите. На локални избори се представуваат програми за тоа како ќе бидат решени проблемите на граѓаните, за колку време ќе бидат решени и колку ќе чинат истите тие проекти. За разлика од нив, ние и на минатите и на тие претходно и на овие избори имаме точно утврдена програма со добро подготвени конкретни проекти, со конкретни датуми на реализација. Тоа е суштинската работа по која се разликуваме од нив. Почитувани сограѓани, вие сте тие кои гласате на овие избори и со вашиот глас давате мандат на следните советници во општина Карпош. Со заокружување на бројот 4 на гласачкото ливче, секој граѓанин правилно одлучува кој ќе ја води општина Карпош, какви проекти ќе се спроведат во наредните години, како ќе се трошат вашите пари. Затоа ги повикувам мојот тим на советници за кои што треба да го дадете вашиот глас, да ги погледнете и да ми се придружат тука на бината. Ајде, кашвайте се. Брзо да не видат тук. Ајде. Голем тим имаме. Ајде. Еден мал аплауз ако може за тимот кој што ќе ја предводи општината во наредните 4 години. Се што направи Карпош досега се беше дело на владата на Република Македонија и Коце Трајановски како градоначалник на градот Скопје. И тоа карпошани го знаат и го ценат. Не треба да им
посочуваме чие дело е Ситимол со 2000 вработувања во него, кој ги набави новите автобуси, кој го изгради спортскиот центар Борис Трајковски, кој го гради првиот аквапарк во Скопје, чие дело е карпата за качување на кеот на Вардар, кој направи 7 тениски игралишта, кој го направи спортската сала во Карпош 1, кој го изгради туристичкиот локалитет Етно село на Средноводно и уште многу други проекти од кои најголема корист имаат токму граѓаните на Карпош. Така се сака Карпош, така се сака Скопје, почитувани сограѓани. Со дела и со конкретни проекти, а не со мускули и празни ветувања. Почитувани сограѓани, ние нудиме вистински проекти за видливи дела. Во Карпош живеат високо интелигентни луѓе. Народот добро знае да процени кој лаже, а кој е искрен. Оваа програма, која што ја нудиме, е направена со месеци и месеци. Затоа во неа има конкретни рокови за конкретни дела. За неа стојат принципите и образот на ВМРО ДПМН. Ние знаеме што значи да имаш образ и да го задржиш образот пред граѓаните. Токму затоа стоиме гордо пред вас. Токму затоа сум сигурен дека карпошани овој пат ќе дадат поддршка на ВМРО ДПМН доволна за апсолутно мнозинство во Советот на општина Карпош. Гласајте за советничките листи под бројот 4 на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Гласајте за Коце Трајановски. Гласајте за Јагнула Куновска. Таа е вистинскиот човек за Карпош. Таа е личноста на која треба да и се даде можност да покаже што знае. Сите други веќе ја имаат таа можност од кандидатите. Да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија, да сте ми живи и здрави и на 24 март заедно да се собереме во огромен број и да ја прославиме победата во Карпош. Ви благодарам. А сега, почитувани присутни, имам посебна чест и задоволство да ја најавам оваа енергична и успешна жена. Вистински пријател на граѓаните на Карпош. Новиот градоначалник на Карпош. Градоначалник кој ни ветува светла иднина и голем просперитет во општината. Почитувани, ја повикувам господјата Јагнула Куновска. Господја Куновска, повелете. Добро вечер, граѓани на Карпош. Овој свет го примам во име на сите жени на Карпош. Добро вечер, граѓани на Влаен. Добро вечер на присутните сегашен и иден градоначалник на градот Скопје, господинот Коце Трајановски, на нашата пратеничка Косана Мазнаева, на носителот на листата на советници за градот Скопје, господинот Владо Поповски, и на сите други гости кои што се тука присутни. Имам чест како жена, кандидат за градоначалник, вечерва на 8 март да бидам присутна на еден ваков митинг, кога сакам пред се да ја искажам гордоста што ние жените, кога денеска славиме ден наш на жените, можеме да кажеме дека сме самосвесни, правостојни, кои што сме столб на семејството и столб на секое општество. Ќе ви кажам една стара вистина. Велат дека
уште давнешно време кога луѓето оделе во чопори во лов, жена ги предводела. Тоа да не заборавите. Второ, жената од Бога е дадена да се грижи за семејството, за одгледувањето на своите деца. И таа во таа грижа го открила оганот. Како? 2 камења, еден со друг ги трие и слама меѓу нив. Пламен се формирал. Околу тој пламен формирала огниште и ги собрала своите деца. И огништето од тогаш до денеска го подпалува и го одржува. И така се створено семејството, и така со векови милениуми одгледувани се децата и породот. И днината на секое општество е одгледувано на тој начин, со заложба првенствено на жената. Затоа, јас велам, не само 8 март да биде наш ден, не само 8 март да го славиме со цвеќе. Ние сме цвет на секој општество. Заслужуваме секој ден да бидеме почитувани и дарувани со цвеќе. Затоа јас, како кандидат за градоначалник, при мојата првична замисла, во мене се роди стремежот кој што постоел секогаш, за да го искажам, дека жената првенствено ќе биде мој соработник во општината Карпош, кога јас ќе бидам градоначалник на Карпош. Зошто? Затоа што како жена подеднакво сум солидарна со сите жени и загрижена за одгледувањето на семејството. Жената дарува многу на општеството со тоа што го врти оганот и го обдржува семејството. Нема напредно општество без семејство, здраво семејство. А за да има здраво семејство, не треба само жената да вложува и некаде да й се враќа со почит, а некаде без почит нејзината огромна работа и заложба. Треба и општеството да ја враќа на неа. Затоа, јас, како градоначалник, иден на Карпош се заложивам во економскиот подем подеднакво да биде застапена и жената и мажот. Сите работни места кои што се отвараат треба да бидат подеднакво пристапни и за жената и за мажот. Јас сум против дискриминација и тоа нема да го правам. Нема да има една вработена жена, а 5 вработени мажи. Нека ми простат мажите. Секој према својата стручност, према својата способност ќе го добие и соодветното место. Зошто го велам тоа? Не да ја штитам жената, да го штитам семејството. Жената не може да биде еманципирана во колку не е економски, бар онолку равно јака колку и сопругот. Жената ќе биде починета се до тогаш додека бара 5 динари од мажот за да си купи чорапи. Тоа не смее да се дозволи. Јас нема да го дозволам тоа. Затоа, во сите жени во општина Карпош, јас гледам свој иден соработник, поглед на решавањето на сите проблеми во семејството, по однос на одгледувањето на децата. Јас, заедно со сите жени во Карпош, нема да дозволам ниедно семејство да страда, да нема храна, децата да немаат обувки, децата да немаат основни средства за екзистенција, да бидат понижени кога ќе се јават во средината каде што и растат. Од многуте проекти кои што ги имам предвидено во мојата програма, а тоа се 117, од кои капитални се преку 30, јас не правам разлика. Јас не правам разлика во смисол каде ќе работа маж, каде ќе работа жената. Јас, мојата општа заложба е економски подем на општина Карпош, а потоа и сеопшт подем, социјален, културен,
здравствен и така, спортски и така натаму. Жената, барабар со мажот, равноправно ќе ги решава сите тие работи. Значи, општата моја заложба е нови работни места во Карпош и јас тоа ќе го направам во овие 117 проекти кои што се поддржани со помош на владата на Република Македонија, со помош на градот Скопје, каде што ни е присутен денеска, за поддршка на нас, сегашниот и идниот градоначалник на Скопје, ние ќе успееме. Нема успех како што досега беше, ако Карпош со години, веќе една деценија, се затвара во некоја невидлива ограда, не соработува со градоначалникот и со градот Скопје, не соработува со владата, а соработува градоначалникот сам со себе и со одредена тајфа, така да ги крчми парите од буџетот на општината и така затворен во себе смета дека никому не треба да дава никаков отчет. Поради тоа, почитувани граѓани на Карпош, јас ве повикувам на 24 март масовно да излезете на избори, да гласате за мене, градоначалник на општина Карпош, кој ќе ја прероди општината, да гласате за мојата советничка листа, начело како водач Саше Лазаревски, да гласате за мојот тим, затоа што во колку имам мнозинство во собранието на општина Карпош, ќе можам да ги реализирам овие проекти. Воспротивно, тие ќе останат само напишани, затоа што ако имам мнозинство друга партија, тогаш ќе ми ги блокираат сите овие проекти. Поради соработката, помошта, поддршката што ја имаме од градот Скопје и од сегашниот и идниот градоначалник на град Скопје, сите масовно да гласате и за градоначалникот сегашен и иден на град Скопје, господинот Коце Трајановски, да гласате за неговата советничка листа, предводена од господинот Владо Поповски. Така, заедно, сплотени, како што личи градот Скопје, затоа што Карпош не е издвоена целина од градот. Карпош е само дел од езгрото што значи Скопје, сите заедно да работаме и да допринесеме за подемот на овај град, односно да допринесеме за економскиот и сеопшт подем на општина Карпош. Благодарам. Да живее ВМРО ДПМН! Да живее Карпош! Да живее Скопје! Да живее Македонија! Да сме здрави и живи и победа на 24-ти! Затоа што ја заслужуваме! Го повикувам носителот на листата на советници на ВМРО ДПМН на град Скопје, господин Владо Поповски. Добро вечер, Влај, почитувани жители на Влај на општина Карпош. Мене ми остана само две работи да поентирам, бидејќи се кажа многу. А тоа е првото, дека досега се јасно познати делата од мандатот што заврши за локалната самоуправа на ниво на град Скопје од една страна и на општините во град Скопје кои што беа предводени од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Граѓаните знаат кои дела се тие. Тие се видливи на секој ќош. Граѓаните знаат да изберат екипи кои што дадоа гаранција со своите дела и со нивната вредност да изберат екипи за наредниот мандат. Граѓаните
се сеќаваат на слоганот од минатите локални избори. Заедно можеме повеќе, и граѓаните исто така го гледаат слоганот што е истакнат за овие избори, избери дела, што значи дека не само со позитивни зборови кои што остануваат без дела, туку со позитивна мисла, позитивни зборови, со конкретни програми и конкретни дела се заокружува односот на екипите кои што се такмичат за локалните избори или за изборите за локална самоуправа. На тој план не постои, можам слободно да кажам, бидејќи сум сведок, не постои екипа на локална самоуправа почнувајќи од 1996 година, од кога се воведоа општините, до денес, кои што направиле повеќе и покрупни дела од екипите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во минатиот мандат. Особено на тој план се видливи резултатите на градот Скопје. Може да се каже дека ниеден градоначалник од осамостојувањето на Република Македонија од 1991 година не направил повеќе дела. Дури сите градоначалници да ги земите на една страна, а на друга страна градоначалникот господинот Коце Трајановски во овие 4 години има направено повеќе дела, позначајни дела, видливи дела кои што остава траен белег на градот и се во функција на потребите на сите граѓани на градот Скопје. Тоа е првото нешто што сакав да го потенцирам и да го идентификувам субјектот кој што се такмичи и кој што е во конкуренција за локалните избори што треба да се одржат на 24 март, во кој што името и презимето на тој конкурент е ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Второ, програмите што се понудени за наредниот мандат, овој што предстои, се не само обемни, тие се конкретни, комплетно конкретни. Тие по својата природа значат понуден договор со граѓаните. Колку програмите се поконкретни, толку одговорноста е поконкретна. Толку транспарентноста и отчетот не може да се сведи на фраза, ќе се сведи на утврдување што е понудено, што е остварено. При подготовката на тие програми, општата девиза на оваа коалиција е да се понудат реални, фундирани, заснивани програми кои се од интерес на граѓаните, од јавен интерес, кои што го напредува животот во општината, во градот, во државата. И втората поента, со оглед на тоа што сум носител на листа за совет, би сакал да прецизирам дека сите листи за совети што се одредот на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија стојат зад единствена програма која што е понудена од кандидатите за градоначалници на истата коалиција, што значи нема две програми, нема различни програми, тоа се единствени програми кои го бараат легитимитетот преку добивањето на гласовите и успехот на локалната самоуправа. Тоа натаму се претвара веќе кога ќе се добие изборот на градоначалниците на советите, натаму треба да се претвори во една законска програма на советите на општините и на градот Скопје. Од тука натаму веќе борбата за реализацијата на тие програми е борба за легално остварување на програмите согласно со законите, законските процедури и согласно со интересите и приоритетите на граѓаните
на град Скопје и на општината Карпош во таа смисла. Советот е тој кој што ги донесува одлуките. Без одлука не е можно ниедна предложена идеја, ниеден предложен предлог од програмите од предизборната фаза да биде реализиран. Од тие причини, клучот за успех, за реализација на програмите кои што ќе го добијат легитимитетот преку гласањето е Советот на општината Карпош и Советот на градот Скопје да ги добијат истите гласови најмалку што ги добиваат кандидатите за градоначалници. Клучот на успехот е создаден од два дела. Едниот дел го држи градоначалникот, другиот го држи Советот. Не е можно да се очекуваат резултати доколку се подржи само еден од овие институции, само градоначалникот или само Советот. Значи, обрнуваме внимание, бидејќи искуството покажува дека противречниот состав или представување на граѓаните на Советот и на градоначалникот доведуваат до блокади, до политиканства, до губење на време, до нереализирање на програмите. Затоа ве повикувам со чист образ поради делата кои што се јасни, јасно покажани од оваа коалиција во досегашните 4 години да гласате за кандидатите за градоначалници и за совети на општината Карпош и на градот Скопје од редот на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, под број 19 за градоначалниците, под број 4 за советите на градот и на општината Карпош. Одиме на победа! Да сте живи и здрави! Благодарам. И на самиот крај го повикувам најдобриот татко на градот, сега и во следниот мандат, господин Коце Трајановски. Добра вечер за Влај 1, добра вечер за Карпош, добра вечер за Скопје, добра вечер за Република Македонија и за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Собрани сме вечерва во вака голем број. Најнапред да ви се заблагодарам за присуството што дојдовте на овој митинг на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Би сакал да го поздравам кандидатот за градоначалник на општина Карпош од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, господјата Јагнула Куновска. Исто така да го поздравам носителот на советничката листа на општина Карпош, господинот Сашо Лозаревски. Носителот на советничката листа на градот Скопје, господинот Владо Поповски. Пратеничката во парламентот на Република Македонија, Косана Мазнева. И тука, исто така, би ја поздравил вашата сограѓанка, господјата Ирена Мишева, досегашен и сегашен председател на Советот на градот Скопје. Почитувани жители на Скопје, почитувани жители на Карпош. Најнапред би сакал да ви се заблагодарам за довербата која ни ја дадовте во 2009 година на мене лично и на Советот на градот Скопје, и врз основа на вашата доверба станав градоначалник на главниот град на Република Македонија, на градот Скопје. Тоа е голема чест, навистина голема чест, меѓутоа и голема одговорност за сето она што беше ветено во изборната програма во 2009 година да биде исполнето. Уште од првиот ден, кога станав градоначалник, мислев на овој ден, кој ќе застанам пред вас и ќе треба да дадам отчет за она што е сработено во изминатите 4 години. 4 години макотрпно работење,
4 години посветено работење. 4 години и дење и ноќе се реализираа проектите на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И плод на таа 4-годишна посветена работа е овој отчет. Отчетот пред граѓаните на градот Скопје и отчет пред граѓаните на општина Карпош. Овој отчет е најголемиот отчет што некој градоначалник го направил досега за градот Скопје. Некој за 2 мандати направил 2 булевари или делови од 2 булевари. Ние за 4 години направивме 7 булевари во градот Скопје. Тоа е благодарение на нашето посветено работење. Благодарение на заедничкото работење. Благодарение на соработката на градот Скопје и владата на Република Македонија. Благодарение на помошта на премиерот Никола Груевски, кој што навистина посветено работи за градот Скопје. Исто така, оваа програма, овој отчет и реализацијата на програмата од 2009 година е резултат на соработката и поддршката на Советот на градот Скопје, предводена од Ирена Мишева и од Владо Поповски, врз основа на нивните одлуки, на поддршките кои ги имавме за сите проекти кои што се реализираа во градот Скопје. И затоа сме успешни, затоа што заедно работевме. Градот Скопје во изминативе 20 години за прв пат во 2009 година доби градоначалник на градот Скопје од редовите на ВМРО ДПМН и премиер од редовите на ВМРО ДПМН. И таа спона, значи тој сојуз, таа соработка даде огромни резултати во изминативе 4 години. И затоа сум ви многу благодарен. Врз основа на одлуките на Советот, поддршката која што имаме во Советот, реализиравме многу проекти. Со таа поддршка ја го реализиравме булеварот Илинденска, еден од нашите првенци и еден од најдобрите булевари кои што го имаме реализирано. Не застанавме тука, продолжиме и понатака, затоа што граѓаните на градот Скопје јасно кажаа во 2009 година, јасно кажаа 2 проблеми кои што треба да ги реши идниот градоначалник. Тоа беше решавање на сообраќајниот хаос и решавање на комуналната хигиена. И токму на тие 2 проблеми работевме посветено и макотрпно. И токму во тие 2 сектори ги имаме најголемите резултати. Првиот беше булевар Илинден. Не заправме тука. Вториот е булеварот Теодоси Гологанов со турбокружниот тек, кој што го растерети сообраќајот во градот Скопје и веќе ја нема црната точка кај католичката црква. Исто така и булеварот Климент Охридски. Значи во Карпош ја реализиравме и булеварот Илинденска, го реализиравме и булеварот Теодоси Гологанов. Некој сметаше дека Карпош е заборавен од градот Скопје, дека градот Скопје не обрнува внимание на општина Карпош. Овие дела јасно говорат, а тоа се капитални дела, јасно говорат за нашата определба и за нашата посветеност, за нашата желба и за нашата обрска да им помогнеме и да работиме во интерес на граѓаните на општина Карпош. Затоа, почитувани граѓани на општина Карпош и на Влај 1, дојдени сме тука вечерва, уште еднаш со чист образ и со гордо крената глава да ја побараме довербата за уште еден мандат, за градоначалник на градот Скопје и за Советот на градот Скопје. За таа цел имаме изготвено програма. Оваа програма веќе има добиено голем број на граѓани на општина Карпош и градот Скопје. Тие што не ја добиле, ќе ја добијат во идниот период. Во оваа програма има проекти кои што ќе значат подобро утре за Скопје, подобра иднина за Скопје, подобри услови за градот Скопје. Оваа програма работена е со стручни лица. Оваа програма е работена во соработка со владата на Република Македонија. Оваа програма е работена со општините во градот Скопје. Оваа програма е работена заедно со Јагнула Куновска и преку неа тука се преточени проектите кои што треба да бидат реализирани во општина Карпош. За реализација на овие проекти потребно ќе ни биде поддршката
на Советот на градот Скопје. И затоа ве повикувам да ја дадете поддршката за Советот на градот Скопје, за да може оваа програма да биде реалност. Без поддршка на Советот ќе бидеме уценувани, ќе бидеме блокирани, ќе имаме проблеми при донесувањето на одлуките за реализацијата на оваа програма. А во оваа програма има проекти кои што се значени за општина Карпош. Ќе продолжиме со реализација на булеварот Теодоси Гологанов од Алумина па се до студентскиот дом Гоце Делчев, а од левата страна гледано према Карпош ќе направиме уште еден парк како што е паркот Македонија, за да може во општина Карпош да има паркови и зеленила онака како што е достојно за една градска и урбана средина. Ќе го продолжиме и булеварот Илинденска се до Вардар. Од другата страна ќе направиме техничка документација за изградба на мост и продолжување на Илинденска према Ѓорче Петров. И во зависност од можностите и зависност од имотно-правните односи ќе биде неговата реализација. И не само во тие проекти, и во други проекти кои што ќе значат подобар живот за општина Карпош. Почитувани присутни, оваа програма за да биде реализирана, исто така ќе ни биде потребна поддршка од општина Карпош, од одлуките кои што треба да ги донесе идниот градоначалник на општина Карпош и идниот совет на општина Карпош. И затоа ве повикувам исто така да го дадете својот глас за господјата Јагнула Куновска, кандидат за градоначалник на општина Карпош, и за Сашо Лазаревски, носител на советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија на општина Карпош. За господјата Јагнула Куновска би сакал да кажам неколку збора. Таа е искусна личност, докажана во својата професија, многу иницијативна личност, посветена личност, личност која што ветува и остварува. Исто така личност многу непосредна. Она докажа уште од почетокот на оваа кампања дека сака да биде со граѓаните на општина Карпош. Има посетено неколку илјади семејства, ќе продолжи и понатака и нема да запре откако ќе биде избрана за градоначалник. Напротив, ќе продолжи со уште поголемо темпо како градоначалник на општина Карпош да биде со граѓаните, да ги слуша нивните проблеми, да ги слуша нивните предлози и тие предлози да бидат дел од проектите кои што ќе ги реализира општина Карпош. Ете, таков човек е потребен за општина Карпош. Човек кој што ќе биде непосреден, човек кој ќе биде со граѓаните, човек кој што има искуство, човек кој што ветува и остварува. Затоа треба да гласаме за господјата Јагнула Куновска, за подобар Карпош, за подобра иднина на општина Карпош. Да живее ВМРО ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее Карпош, да живее Скопје, да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави! Почитувани, ви благодарам за присуството и ве повикувам на овие локални избори да излезете и масовно да гласате за напредок на Карпош и Скопје. Гласајте за Јагнула Куновска за Карпош и Гоце Трајановски за Скопје. Гласајте и за нашите советнички листи за Карпош и Скопје од коалицијата за подобра Македонија. Да живее Карпош! Да живее Скопје! Да живее Македонија! Да живее ВМРО ДПМН!